Од помагање при гаснење на пожар на танкер со знаме на Маршалските острови, погоден од проектил истрелан од бунтовниците Хути, до спасување на бродови киднапирани од пирати, воените бродови на индиската морнарица ги обезбедуваат трговските бродови во Арапското море. Индија не се приклучи на оперативната група за Црвеното море предводена од САД, која започнува со напади против бунтовниците Хути поддржани од Иран, чии ракетни и беспилотни напади врз комерцијални бродови ја нарушија глобалната трговија. Но од декември Индија распореди околу 10 воени бродови кои вклучуваат крстосувачи со наведувани ракети, како и авиони за наблюдување, источно од Црвеното море. Мислам дека обемот на распоредувањето е сосема без преседан и на никој начин ја представува довербата што индиската морнарица ја има во сопствените способности и барањето да се гледа кон добронамерен регионален играч, кој не се грижи само за сопствените интереси, туку и за интересите на глобално ниво. Морнарицата им помогнала на најмалку 2 брода погодени од проектили и беспилотни летала според индиските власти. Но во услови на заживување на пиратите, голем дел од нејзиниот фокус беше на спроведување патроли. Минатата недела беа спасени 2 рибарски брода под иранско знаме киднапирани од пирати. Беа ослободени нивните членови на екипажот, земени како заложници. Пуштајќи во употреба брод за хидрографско истражување, индискиот министер за одбрана Раджнат Синг рече дека поморските сили имаат за цел да заштитат трговијата и регионалната безбедност. Нашата морнарица стана толку силна што станавме првиот одговор во однос на безбедноста во регионот на Индискиот океан и Индо-Пацификот. Додека граничните спорови со Кина и Пакистан на Хималаите долго време го задржаа фокусот на Индија на армијата, земјата исто така ја изгради својата поморска моќ во последниве децении, набавувајќи понапредни бродови, подморници и авиони. Ние сме една од најголемите сили и знаеме дека светската трговија се движи низ овие рути и се залагаме за слободата на морињата, слободата на пловидбата. Манифестирање на моќта во Индискиот океан, кој Индија го нарекува свој двор, ги сигнализира аспирациите на земјата да се гледа како глобална сила во подем. Се чини дека се повеќе тоа е одговорот што го нуди Индија до светот, дека се подготвени да работат кон колективни цели и оти не го нарушуваат глобалниот и регионалниот поредок. Индиските власти се надеваат дека нивното распоредување со морнарицата ќе ги одврати заканите за трговските бродови во Црвеното море.